Размислов денес што да поделам кога се знаете. Кога секој сабот овде ви доаѓаат проповедници, верници, сите вие проповедате, нешто што е актуелно, нешто што постојано ние сме бомбардирани и мојата тема носи наслов Победа над искушенијата. Ова проповед е премиера. Значи, не сум ја зборувал некаде на друго место, но како и да е, нема ништо ново да кажам, нешто што е во Библијата запишено и да се ние сите подсетиме денеска. Ајде на почетокот да отвориме Библијата и да читаме послание до апостол Јаков. Прва глава, тоа ќе бидат воведни текстови од 12 до 15 стих. Јаков, прва глава, 12 стих, вака вели. Одиме, значи, од 12 стих. Блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Ниеден кој е искушуван да не рече Бог ме искушува, зашто Бог не се искушува од злото и самиот никого не искушува, туку секого го искушува неговата собствена поход која го влече и го мами. И 15 стих вели, потоа похота зачнува и раѓа грев, а направениот грев раѓа смрт. Познати текстови сме ги читале, но еве тие ќе бидат како појдовна точка за ова наше денешно размислување. Во 1982 година еден телевизиски канал објавил една вест дека во еден светски музеј било изложено едно необично парче на уметност. Тоа бил еден стол изложен или една столица или фотелја со удобно седиште. Меѓутоа, на горниот дел на седишето имало поставено вперен пиштол. Значи, на врвот на наслонувачот бил поставен пиштол со вистински куршуми, кој бил наместен да пукне во главата на оној кој ќе седне на таа фотелја. Меѓутоа, кој ќе пукне, никој не знае. Во следните 100 години. Така бил наштима. Интересно, ова изложба привлекла многу внимание кај луѓето. Надвор пред музејот се создала цела колона на луѓе кои сакале да влезат и да барем за 2 минути да седнат на таа фотелја, надевајќи се дека нема да пукне пиштолот, токму кога тие седат. Луѓето се играле со свој собствен живот. А ние како го велиме тоа кога некој со пиштол пука во главата и мисли дека нема внатре ништо? Рулет. Се играле една врста рулет. Зошто? Па 100 години тоа е голем размак, меѓутоа можеби ти ќе бидеш тој несрекниот кога пиштолот самиот ќе пукне. Кога слушам или кога читав овој пример, кога го читав, си реков колку се луѓето невнимателни, колку луѓето својот живот не го ценат и го изложуваат на ризик. Но, браќи и сестри, дали ние сме свесни денеска кои седиме овде, дека ние постојано, секојдневно си играме исто така со својот собствен живот по пат на искушенијата кои сме секојдневно изложени. Тие искушенија може да не чинат дури и вечниот живот. Значи, денеска ќе зборуваме за искушенијата. Што е тоа искушение? Дали ние може да бидеме совладани со тие искушенија на кои наидуваме во нашиот секојдневен живот? Борбата против искушенијата е секојдневна. Тоа е борба против нашата грешна природа, против гревовите и склоностите. Оскар Вилд, може би непозната лично за нас, меѓутоа, оно што го кажал е многу важно, јас сакам сега да го споделам. Тој рекол вака: се можам да победам, освен гревот или искушенијата. Се може да победи. Но еве овој човек признава, вели, не можам да ги победам искушенијата. Како стојат работите со нас, браќа и сестри?
Da li je to prisutno i kaj nas, kako i kaj ovaj gospodin Oskar Wilde? Možda budem iskreni, so koliko iskušenja dene se borime. Koliko pat imаме čustvo дека iskušenията се по-силни od nas. Ja poznam ljude koji imaju iskušenja razni. Nekoj može mu je cigarata od koliko? 5-6 centimetri. Iskušenje i problem. Ne može da je savlada cigarata. Koliko pati sme si rekli, poveke nema da se nerviram. Da li tako sme kaželi nekogaš? Poveke nema da jadam, odnosno nema da se prijadovam. Nema da mrazam. Nema da odgledovam valkani misli. No sepak tije se pojavuvat od vreme na vreme vo našoj život. Da ve prašam, što je to iskušenje? Sve koga bi dal prilike, sigurno sveko od vas bi dal nekoja definicija. Što je to iskušenje? Evo ja vi pomognam. Iskušenje je prilika da se naš karakter učvrsti ili skrši. Nema treta opcija, samo dve. Ili da se utvrdi, ili pak će se skrši. Koga iskušenijeta doagjat, nam se pruža prilika, brake i sesi, da birame levo ili desno. Da se približime kom Boga i da barame pomoć ili da popuštime na iskušenijeta. To je mi koga treba da mu svrtime grb na iskušenijeta. I postojno da gradime čvrsta, živa zajednica sa Isusa, koja se sozdava ne preko noć, so godini. Ne sakam preko noć da izgradime neki čvrst stav. Ne može, dete mu treba 12 meseci ili ne znam koliko da provodi to nestabilno odenje. Site nije sme duhovni bebinja pred Boga. I zato nije potrebna postojna zajednica sa Boga, za da se učvrstime, zašto satanata, kako što veli Petar, ita kako lav rika i saka da ne uništi. Na koji područje sataната najmnogo ne iskušava? Da bi doznali kako da se borime protiv iskušenijeta, treba da znajeme koji se tije područje kada što satanata najmnogo ne kuša. Da ve podsjetam samo za Izraelcite, od kada je bile najmnogo napagjani? Koga izlegli od Egipet i se upatili konverteната zemlja. Od pozadi ga napagjale najmnogo Amaličanite, Izraelcite. Zašto? Zato što pozadi bile starite, iznemoštenite, sakatite, gi nosile na nosilka, ovcite, stokata, a napred koji bile? Elitnata jedinica, najmladite. I ti je bile od pozadi najmnogo napajanja. Satanata zna kajde najmnogo da ne napadne. Satanata je vrhoven majstor vo toa. To je specijalist vo naveduvanje na zlo so pomoćne iskušenijeta. To ima povike godično iskustvo. I zato ove deneske razmisluvame na koji područje satanata gi napagja lugito vo minatoto, a isto taka i nas deneska. Ajde da se podsjetime na iskušenijeto na Adam i na Eva. Odime brzo vo prva Mojsejeva 3. glava, poznati tekstovi, no ke se podsjetime za da dobijem jedna kompletna slika kako i na koji način satanata najprvim gi napadnal prvite luge nova naša zemlja. 3. glava od 1. stih pa i čitame do 6. Zmijata beše polukava od site polski životni, što Gospod Bog i napravi. Ta je rečena ženata, vistina li je deka Bog rekol, neki jadete od nijedno drvo vo gradinata. Žena ti je rečena zmijata, smeje me da jademe plod od drvota vo gradinata, samo za plodot na ona drvo, može bi pokažala Eva i so prst od corakata, ne smeje me što je sreda gradinata, Bog reče, ne jadete od nego i ne dopirajte go, za da ne umrete. A zmija ti je rečena ženata, na vistina neke umrete. Tuko Bog znaje deka v onoj den koje ke jadete od nego, ke vi se otvorat očite i vi ke bidete kako Boga, raspoznavajki go dobroto i zloto. I ženata vide deka drvoto je dobro za jadanje, prijetno za očite i drvo poželjno za da se postane mudar, nabra od njegovijot plod i go jade. Na koje područje, brake i sestri, sotonata ili satanata je iskušala Eva? Na koje područje? Broj 1. Na područje to na ambicijite. 4. 5. stih toga nađeme.
А змијата ја рече на жената, навистина не ќе умрете. Туку Бог знае дека во оној ден кој ќе јадете, ќе бидете нешто подруго, посовремени. Како Ева 100 пати доаѓала кај тоа дрво порано и Адам. Немала такви мисли. Сега сатаната и нуди амбиции. Нема да умрете, ќе бидете како богови. Сатаната ја заголицал, нудејќи им положај, нешто повисоко од овој статус кој го имале дотогаш во градината. Навистина ова кај Ева предизвикало интерес. Ева дали била совршена? Била, така? Ева била совршена. Што сега бара на тоа совршенство? Сатаната знаел каде да тропне. Сатаната ја заголицал малку. И тоа го привлекло незиното внимание. Ево, може сега да карикираме таа сцена. Сатаната вели, Бог само ве заплашил дека ќе умрете ако јадете плод. Тоа не е вистина. Туку тој знае, ако се обидете да јадете, ќе бидете како тој. Многу тајни тој крие од вас. Само откини, само касни од плодот. Ако јадеш од плодот, нема повеќе да шеташ горе-доле по рајот. Како ние велиме кој шета лево десно по градот, по селото? Како ги викаме тие? Сега да не го користам тој збор. Без ориентација, нема работа, горе-доле, ева се шетала. И сатаната вели, змијата вели, нема да шеташ, да трошиш време горе-долу. Нема повеќе други да ти заповедат. Нема потреба повеќе други да слушаш. Ке бидеш своја. Ке бидеш Бог неуништива. Ке можеш да одиш каде што сакаш. Не мора повеќе да слушаш наредби. Ке можеш дури и да управуваш со целата планета. Амбиции стојат пред Ева. Луцифер, сатаната во облик на најубавото животно. Змијата зборува и нуди амбиција. Сатаната чукнал допирајќи го човечкото его. Браќи и сестри, сите ние сме многу чувствителни на себе, на нашето его. А кога некој ќе го допре моето его, тогаш јас покажувам каков сум. Кога тоа го кажал сатаната на Ева, Ева ги отворила широм низините очи и почнала да размислува. Интересно, дошла до дрвото и го обиколувала неколку пати. Го гледа дрвото, го допира, го гали со прстите и си вели, навистина, ова ли е пречката за да ја станам она што ми го Луцифер понудил. Навистина, таа го гледала, го галела. Меѓутоа, за сето тоа да го добие, само еден чекор треба да направи Ева погрешен. Да го прекине заедништвото со Бога. И да го откине плодот. И секи има. Реки сестри, колку луѓе денеска се искушувани на подрачјето на амбициите, на славата, на популарност. Луѓето денес се во трка за задоволување на некои неконтролирани амбиции, да би станале славни, популарни, користат секакви средства да успеат во своите намери. Ја не сум против позитивните амбиции, да имаме цели. Треба да имаме. Како родители на децата им велиме, ке завршиш 8, па средно, па факултет. И така натам, тоа се скалила кој одат. Меѓутоа, не смеме да ги кршиме законите и правилата. Овде сатаната и нуди на Ева, сето тоа да го постигне само ако го прекине односот, заветот, заедницата со Бога. И денеска се нудат високи позиции во општеството, во компаниите, на работните места, само да се направи се, односно да се жртвуваат христијанските начела и принципи. Па не мора сабота да славиш саботата. Можеш да работиш, ама амбициите, ќе добиеш ова, ќе добиеш она. Не мора ова заповед, не мора она. И така ние полека ги кршиме тие начела за да се остварат нашите амбиции. Колку млади или постари заминале од црквата поради повисоките дипломи, поголем положај во општеството или поради друштвото. Браќи и сестри, мора да бидеме свесни дека сатаната воопшто не променети денеска.
Na mladite to im veli, nemoj poveke da go slediš ono što Bog ti go kažuva, ke bideš sam svoj gazda i ke uživaš poveke otkoliko što si svesen. Mnogo poveke ke postigneš da ne je ta tvoja vera. Ne mora taka slepo da se držiš. Bidi površen, što ti fali, što ti nedostasova, ama ke go postigneš to ili ona. Znači, braki i sestri, Sataната на Ева и понудил на подрачето на амбициите да направи чекор за да постигне нещо. То било големо изкушение. Второ, Ева била изкушена на подрачето на лоша радозналост. Не е грев да бидеме радознали. Нов компјутер, радозналост, како работи, како напредува техниката, то е убаво, има и позитивни работи за да бидеме радознали. Меѓутоа, овде Сатаната и нуди нешто во 5 стих, еве што вели. Туку Бог знае дека во оној ден кој ќе јадете од него, ќе ви се отворат очите и вие ќе бидете како Бога, распознавајќи го доброто и злото. Ќе ти се отворат очите. А зар Ева дотогаш имала затворени очи? Таа не била слепа. Бог ја создал совршено, со совршени очи. Денеска ни носиме наочари, па како се вика тоне, лупи и така натаму, за да видиме зашто очите ни откажуваат. Ева имала прекрасен вид. А сега доаѓа Сатаната и вели, ќе ти се отворат очите. Сатаната го прикажал Бога како некој што нешто крие од луѓето и тоа го чува само за себе. Но кога ќе каснат од плодот, таа и Адам, ќе им се открие еден нов свет, непознат дотогаш. Интересно, браќи и сестри, гледаме овде дека Сатаната ја потикнал нивната радозналост до мерка на невоздржаност. Не можела Ева повеќе да се воздржи. И така Ева почнала полека да се сомнева во Божјата намера и за нив мислел дека Адам и Ева Бог нешто крие. И затоа тие се одлучиле да одат до крај, да откинат од плодот. Дали навистина Адам и Ева го запознале светот за нив до тогаш непознатиот свет? Да. Но што запознале? Добро или лошо? Лошо. До тогаш тие знаеле само што е добро. Сега дознале и што е зло. Виделе сега дека се голи. Ја виделе својата беда. Ја виделе својата срамота. Браќи и сестри, Бог го сокрил лошото од нив затоа што ги сакал, а не затоа што таи нешто од нив. Ти како родител, дали криеш нешто од детето, кога детето малечко? Ги покриваме сите штекови, така? Сите допири до струја кај што има, или кај што е нерамно. Детето се уште нестабилно, малечко не разбира. Го криеме компјутерот, може би, мобилниот, за да не го фати, може да падне и да се скрши. Тоа дете ќе развие ум, кој ќе дојде на свој ниво и тогаш ние ќе му покажеме ова или она. Така да Бог не ги сокрил тие работи затоа што тајал нешто за себе, дека бил себечен, туку за нивно добро. И затоа и денеска Сатаната истиот. Колку луѓе денеска се искушувани на подрачето на лошата радозналост. Сатаната вели, ако направиме нешто поразличито од она што го кажува Бог, ќе доживееме нешто што порано не сме го доживееле. Тој вели, ки карикирам сега, пробај цигари, пробај дрога, алкохол, пробај да ги повикуваш духовите. Да, тие се покојни, но духот живее. И, на жалост, многу млади постари луѓе воспоставуваат контакт со своите покојни. Ке доживееш нешто што порано не си го ниту сонувал. И, на жалост, многумина пробуваат и навистина доживуваат нови искуства, но, на жалост, тоа се многу горшливи искуства. Тие искуства се болни. И воопшто не ни се потребни. Зошто некој да проба цигара, па му треба после време? Вчера ми се јави еден човек и вели, еден наш верник пред повеќе години му давал оној проспектот за одвикнување од пушењето. Знаете, он 5-дневен план. Јас се запознав пред година-две со него и братот ми се пофали дека тој виден човек во градот ги оставил цигарите. И вчера ми се јавува и вели, Томе, имаш ли тој 5-дневниот план?
jaz pak propушив. Zašto? Imam nekoj, majka mu počinila i tako, imam nekoj stresovi. Ne samo za mene, donesi mi poveke da i podelam u firmat. Той се вратил, може би имал причини, иако причините не се оправдание, но сакам да нагласам. Тоа се искушение, тој паднал и сака повторно да се извлече. Сака повторно, зашто знае какво е злото цигарата да ја употребуваш во својот живот. Тие искуства се болни и воопшто не ни се потребни. Тоа се искуства кои создават пороци, го нарушуват нашето здравје, ги разоруват семејствата, не отуѓуват еден од друг и од Бога. Бог не рекол не затоа што сакал да сокрие нешто добро од нас, туку нас да не заштити. Секојаш да го имаме тоа во вид, браќа и сестри, кога ќе читаме нешто во Библијата, Бог вели не прави го тоа. Тоа е кажано за наше добро. Трето подрачје. Ева била искушана на подрачето на апетитот. 6 стих. Еве што вели текстот. Ова Мојсей го запишал. Жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите. Ја не знам да гледаш нешто да ти биде пријатно за очите, но Мојсей така го опишува. Зошто било пријатно за очите? И дрво пожелно за да се постане мудар, набра од неговиот плод и го јаде. Го слушнавме текстот. Добар за јадење, пожелно за очите, или интересно за очите и пожелно за мудрост. Ајде да видиме како тоа дрво било создадено претходно во 2 глава, 17 стих. Еве што пишува. Ја читам сега во 3 глава, но во 17 стих пред гревот, еве што кажал Господ. Но да не јадеш од дрвото за познавање на доброто и на злото. Во денот кога јадеш од него, значи од дрвото, навистина ќе умреш. Сотоната толку зел шекер и го зашекерил тој плод. И Ева не можела да одолее. Едноставно, тоа било добар плод за јадење. Зборот неодоливо значи нешто што те предизвикува. Значи, сатаната успел да погледот на Ева бил предизвикан од самиот плод. И таа посакала. Сотоната, браќа и сестри, со сладкоречиви зборови, убедливи зборови, ставил повеќе шекер, што би се рекло, за Ева да не се контролира, туку да сгреши. Ева сега со нов поглед, кој за колку пати вртела, рековме околу дрвото, го гледала, го галела плодот. И кога сатаната успел до крај да ги потикне низините внатрешни чувства, вели Библијата, таа имала силна желба и го изела плодот. Што повеќе се вртело околу дрвото, плодот станувал поубав и попривлечен. Не можел повеќе да се подмрдне додека не го проба. Не можела повеќе да се сконцентрира на ништо друго. Знаете, кога некој дечко или девојка заљубени седне во други. Па тие како здрвени се, тука се гледат и не може се одвојат. Ева била заљубена. Го гледала плодот, со прстите го галела и не можела повеќе да се контролира. Колку луѓе денеска, па и ние во таа група на луѓе се наоѓаме, сме искушувани на подрачето на апетитот. Дали е тоа проблем за вас понекогаш? Многумина денес живеат само да го задоволат својот апетит. А Исус рекол дека ненаситноста ќе биде знак на нашето време. Ненаситноста. Сатаната знае, браќи и сестри, за многу наши работи и слабости. Тој знае да ја зашекери денешната храна што ние јадиме. Многумина копаат гроб со своите заби, како некој што рекол. Но не станува спор само за лошата храна, туку и за неумереноста на здравата храна. Умереноста е целосно избегнување на штетната храна, а умерено користење на здравата храна. И затоа, Ева била искушувана на тие 3 подрече, на кои денеска исто и ние се наоѓаме. Тој лизгав терен, кај што сатаната знае добро да барата и да не насанка и нас. Одеме еден чекор понатам и да видиме сега во Новиот Завет
Како бил Исус искушан? Ќе видиме дека слична тактика користи сатаната и во животот на Исуса Христа додека бил на оваа земја. На кое подрачје од животот Исус бил искушуван? Во Матеј, знаете веќе дека тоа го пишува во 4 глава. Еве да се подсетиме само за да добиеме една слика и они кои не слушат и гледат да имат увид за што станува збор. 4 глава, Евангелие според Матеја, од 3 до 10 стих, сега нема се да читам ради времето, само почетните текстови. Тогаш искушувачот му пристапи и рече: ако си син Божи, кажи на овие камења да станат лебови. А тој одговори и рече: напишано е. И сега Исус цитира тамо, знаете, од Стариот Завет, понатаму: ако си Божи син, фрли се долу, зашто е напишано: ќе им заповедам на своите ангели за тебе и ќе те носат. И така натаму сатаната му нуди еден чекор, друг чекор, трета работа. Кои се тие подрачја на кои сатаната го искушал Исуса Христа, слични како и искушенијата што ги имала Ева? Прво, на подрачјето на амбициите. 8 стих, вака вели текстот. 8 стих. Ѓаволот па го одведе на многу висока гора и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. Сето тоа ќе биде твој, Исусе. Сето тоа ќе ти го дадам само ако ми се поклониш. Зборот се подразбира положај, слава, популарност. Со други зборови, ќе бидеш господар на се што гледаш и што не гледаш. Ќе можеш да работиш се што сакаш. Нема повеќе на никого да му се исповедаш. Сите ќе те слушат тебе. Ќе бидеш популарен, ќе имаш слава. Само ако ми се поклониш. Тоа не е така тешко. Само ако ми се поклониш. Значи, Исус бил искушуван, браќи и сестри, прво на подрачјето на амбициите, слично како Ева. Второ, на подрачјето на лоша радозналост, 5 до 7 стих. Текстот вели: тогаш ѓаволот го одведе на светиот град, го постави на крилото на храмот и му рече: ако си син Божи, фрли се долу, зашто е напишано и така натаму. И тој цитира од Стариот Завет. Сатаната добро го знаел писмото, браќи и сестри. Може би по-добро дури од нас. Тој го цитира Псалам 91, 11. Гледате, сатаната цитира делови од Библијата. На Исуса му цитира. С други зборови, ако се фрлиш од врвот на храмот, ќе доживееш посебно искуство, како никогаш порано што не си доживел. Замисли го, Исусе, тоа чувство да леташ, без падобран, без авион. Од таква височина, а на крајот кој ќе го фати? Кој ќе го прибере? Ангелите. Ангелите ќе те дочекат на раце. Исусе, ти то можеш да го направиш. Испробај го својот татко, да видиш дали навистина те сака, дали доволно те сака, дали ќе ги испрати ангелите да те спасат. Гледате, браќи и сестри, на кое подрачје сатаната го носи Исуса? На подрачјето на лошата радозналост. И број 3, на подрачјето на апетитот. 3 и 4 стих. Тогаш искушувачот му рече: ако си син Божи, кажи на овие камења да станат лебови. С други зборови, Исусе, немој да се мачиш, немој да постиш, немој да гладуваш. Пробај, Исусе, знам дека ти можеш. Ти правеше чуда. Односно, ти си Бог. Сатаната тоа го знае. Пробај да овие камења ги претвориш во леб. Вистина, браќи и сестри, тоа било реално искушение или искушение на приоритетите, задоволување на неговиот апетит. Но сакал сатаната да го згасни кај Исуса чувството на духовниот елемент на Христовиот пост. Исус морал да пости, Тој дошол да пости, да се приготвува за службата која го очекува. Јован постел, Јован Крстителот, Павле бил во пустињата, Исус бил во пустињата и многу други луѓе биле таму за да се приготват за настаните кои ги очекува во нивниот живот. Сатаната дошол со намера да го извитопери значењето на постот. И затоа му вели: ајде, Исусе,
направи од овие каменови леп. Одеме сега нечекор понатаму и да видиме кои се тие денешни подрачја на искушенија во кои ние се наоѓаме како луѓе, како генерација кои живееме во овој 21 век. Овде, близу Јакова, посланието се наоѓа и првото послание на апостол Јован. Па јас го отварам сега, 1 Јованова, 2 глава, 15 до 17 стих, да видиме на кои подрачја денеска сатаната не куша сите нас. 1 Јованова, 2 глава, од 15 стих па до 17. Не сакајте го светот, ниту оно што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бога, таткото не е во него. Зашто се што е во светот, похота на телото, похота на очите и гордоста на животот не е од таткото, туку од светот. А светот поминува и неговата поход, а која извршува Божјата волја, останува довека. На кое подрачје денеска сатаната не куша сите нас? На истите 3 подрачја, браќи и сестри. Сатаната само ја менува тактиката и става ново руво, камуфлажа. Истите искушенија денеска стојат пред нас и сатаната не куша постојано секојдневно. Што е толку лошо во овој свет што Исус ни вели дека не смеме да го сакаме? Па има многу работи. Има многу убави паркови, убави градови, убави села, убави планини, убави пейсажи, има убава храна. Има многу убави работи на овој свет. Но што е тоа што Исус ни го брани? И тој вели, ако тоа го сакаме, ќе немаме љубов кон нашиот Бог. Што значи да се сака светот, браќи и сестри? Да се сака светот значи да се стават световните, грешните задоволства на врвот на нашите животни приоритети кои го бараат нашето цело време. Првата заповед како гласи? Јас сум Господ Бог твој. Бог сака да биде на врвот, како прв приоритет во нашиот живот. Светот е постојано во побуна против Бога и ако ние не се здружиме со Бога, ние ќе се здружиме тогаш со светот на жалост. Јаков, да се вратиме само назад во Јаков послание, посланица до Јаков 4:4, вториот дел вака вели, 4 глава, 4 стих, вториот дел. И така, кој сака да му биде пријател на светот, му станува непријател на Бога. Еве во кој контекст. Значи, ние не смеме да ги помешаме приоритетите. Да, ние сме од овој свет. Исус вели, јас ве праќам во светот, но не бидете како што светот живее. Бог не создал да бидеме во градови, во села и тука да шириме љубов, да ја шириме вистината за Господа Исуса Христа. Јован, претходно што читавме во 1 Јованова, во својот извештај световноста ја дели во 3 подрачја. Кои се тие 3 подрачја? Број 1, желба на телото, желба на очите и ароганција. Тоа се истите подрачја кај што била кушана и Ева и самиот Адам. Ајде да видиме сега што значи тоа во модерен стил желба на телото. Постои разлика, браќа и сестри, помеѓу желба и страст. Желба значи неконтролирана и неограничена желба. Има желби позитивни. Значи, рекол ми како амбициите, може да бидат и позитивни, ако не ги кршиме начелата. Имам желба да си купам поголем и подобар компјутер. То не е греф, ама на честен начин. Не да украдам пари, па да купам компјутер. Желбите може да бидат и позитивни, додека страстите се секогаш грешни. Страст. Дури и рекламите на телевизија се направени да создадат кајна страст, неконтролирана желба за производите. Знаете, ако гледате реклама за Кока-Кола, бројте ги колку слики се менуваат. Многу. Ако е само една слика монотона, ние што правиме тогаш? Не гледаме таква реклама. Досадна ни е. Но што повеќе слики се менуваат, тоа е тактика кои произведуваат такви реклами, да тие се врежат во нашиот ум. И кога одиме во продавница, ги гледаме рафтовите и умот ни го тоа репродуцира тие слики. И раката скоро сама оди на рафтот
и земеме такво шише. Зошто тоа сме го виделе на телевизија. Тоа се врежало во нашиот ум. Сатаната знае. Но ако читаме во Галатјаните 5 глава, од 19 до 21 стих, таму се наредени делата на телото кои се. Тоа може да биде, понекогаш и нашиот грешен апетит, страст за храна, не може без храна и тогаш тоа може да предизвика лошо по нашето тело, дури може и да го повредиме и самиот Бог. Второ, желба на очите или лоша радозналост. Сатаната ја охрабрил Ева да низината радозналост во врска со плодот да се зголемува се повеќе и повеќе, додека не дошла да го откине плодот. И кога го откинала, во книгата Патриарси и пророци пишува дека таа како доживеела некоја нова сфера, нешто посебно доживеала во својот ум. Да не го гледала плодот толку долго. Пишува Елена Вајт, таа не смеела многу долго да се задржува околу дрвото. Тоа било само неколку квадрати, кај што таа само можела да дојде да види и да се врати назад. Зашто само тука сатаната имал право да ја куша. На другите делови во градината сатаната немал право. Но тука, на тие неколку квадрати околу дрвото, таа била мета на сатанските искушенија. Очите се прозор на нашата душа. Да внимаваме што гледаме и слушаме. Ева многу долго гледала и многу долго слушала зборови од искушувачот тука поред дрвото. Самсон, вели Библијата, ги гледал девојките и знаеме што направи. Давид ја гледал вицавеја долго и знаеме што направи. Да го тргнеме својот поглед од забранетиот плод. Број 3. Ароганција или амбиција или вообразеност. Кога човекот ќе достигне или ќе постигне нешто во животот, природно се јавува некоја гордост кај нас, ароганција. Зборот имање може да означува и пари, имање, кариера, слава или популарност. Нашето тело ќе биде само силно тогаш кога сме под влијание и контрола на Светиот Дух. И затоа, еве ќе прочитам текстови на апостол Павле до посланието на Римјаните, 8 глава, еве што запишал апостол Павле, 8 глава, од 5 стих до 10, вака вели: зашто кои се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот, бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето, понатаму пишува, само ми се изгуби текстот, живот. Да. Едноставно, гледате, каде се ние повеќе наоѓаме, во што гледаме и во тоа се претвараме. Прочитав, односно кога бе во Виена, вие кои сте биле во центарот, оној голем дворец, сеќавате оној долг. Тука има и парк еден, има разни скулптури внатре, и тој што беше со мене ми објаснуваше што значи тие скулптури, и тогаш го спомна еден пример, едно дете со мајка секој ден доаѓала во тој парк. Детето било рахитично, знаете, децата како имаат проблем со рака, со ноги, така натаму, и таа го туркала тука и шетале поред тие скулптури. Имало еден убав војник, таму има разни скулптури, и детето постојано го гледало, не знам по колку минути стоело, односно седело и го гледало тој лик, и детето покушавало да се изедначи, да биде како тој лик, убав, млад, значи со раце, со нози испружени. И знаете што се случило? Детето позитивно си го поправило своето здравје. Зошто? Постојано гледало во тој лик и сакало да биде како тој војник, со исправни нозе и со исправни раце. Во што ние гледаме и во тоа се претвараме. Ева долго време гледала во тоа дрво и сатаната знаел дека таа ќе падне во неговите раце. И затоа овде апостол Павле читавме, еве ќе читаме 13 глава 14 стих, вака запишал 13-14. Туку облечете се во нашиот Господ Исус Христос и не мислите како да ги задоволите похотите на телото. Тие наши страсти или грешни желби. Психолозите ги анализирале луѓето
кои се борат со искушенијата и дошле до следниот заклучок. 80% од оние кои пробува да се ослободат од некоја грешна навика, дека во рок од 90 дена повторно се враќале или ја повторувале грешката. Помеѓу многу лоши навики, навиката за пушење, например, ја исцрпува личноста физички и емоционално. 60% од оние кои попуштиле на лошите навики го прават во состојба кога се во депресија, како овој мој пријател, не пушил десетици години, сега пропушил, зашто имал проблем, мајка му починала, панал во депресија, осаменост, досада или некоја друга тензија се случува во животот. Затоа, браќи и сестри, нам ни е потребна сила на Светиот Дух. Во победа на искушенијата. Не можеме ние сами. И еве ќе прочитам при крајот уште 2 текста, и со тоа ќе го превршиме ова размислување. Во 5-та книга Мојсеева, овде во 6-та глава, Мојсеј, еве кои зборови ги запишал пред да влезат израелците во ветената земја. Чуј, Израелју, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затоа љуби го Господа, и сега обратете внимание. Љубите го Господа со сета своја душа, со сета своја сила. Овие зборови што денес ти ги заповедам, нека се врежат во твоето срце. Бог бара, браќи и сестри, од нас денеска неподелена лојалност. Се што е помалку од грев, секој искушение кој доаѓа од нас, ако има за цел да ја намали нашата врска со Бога или нашата љубов кон Бога, е грев. И сосема на крај апостол Павле во првото послание кој го упатил до Солуњаните ги запишал овие убави зборови што денеска ете само ние ќе се подсетиме што Бог бара од нас. Прво послание до Солуњаните, читам 5 глава, 23 стих. А самиот Бог на мирот да ве освети целосно, еден превод вели, а овој вели наполно. И вашиот дух, и душа, и тело да се запазат безпрекорно при доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Бог очекува од нас, од тебе и од мене, сите 3 димензии, кај што сатаната знае да не куша, да служиме, дух, душа и тело. Господ нека ни помогне, браќи и сестри, нека не сочува сите нас верно до крајот на животот да му служиме. Амин.